Пред да отворам темата за која што ми е за денеска, би сакал да ви замолам сите да се претплатите на мојот канал и да станете членови, да го поддржите Сонцогор, за да можам да напредувам. Има опција за членство од некои 90 денара месечно, кој што може да ја прифатите и да го поддржите Сонцогор каналот, затоа што од прегледи не се заработува скоро ништо. Начин на заработка е преку директна поддршка, односно донација или постанување на членови. Многу лесно одите на каналот, има дел станете членови и е лесно. Затоа станете членови, поддржете го Сонцогор. Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео и добро дојдовте во мојот скромен дом. Ова видео го снимам како реакција на коментарите од типот не ги покажувај местата кои што ги посетуваш. И јас не го разбирам тој ментален склоп, односно тоа размислување, и јас имам друго мислење. Јас мислам дека ние, затоа што ги запуштивме местата, им овозможивме на вандалите и на било кои други и на некои надворешни фактори да ни ги уништуваат. Ако тие места се посетени од туристи, ако се развијат, ќе немаат можност да ги уништат и ќе немаат можност да се прикрие ништо на тие места. Знаете, ќе јас посетувам многу наши стари места, ги истражувам и ги снимам, затоа што тоа се наши места, македонски, и заслужуваат да бидат посетени од луѓето како во Македонија, така и од светот, да се запознаат со нашата историја, да се запознаат со нашите скриени, така наречени места скриени затоа што ние ги криеме. Дури и сега, во оваа година, веќе која иде 2024-5, уште се плашиме да ги промовираме нашите места. Значи, живееме во некој вид на параноја и живееме во некој вид на страв од тие малкуми на луѓе што уништуваат. До кога ние ќе живееме во тој страв и до кога ќе не страв нас од тие малумници, вандали и тие уништувачи? Што да се криеме сега од нив, затоа што има луѓе што, ако го кажем тоа место, би можеле да скршат нешто таму. До кога ќе живееме со тоа размислување, луѓе? И до кога ќе ги криеме нашите работи? Јас знам многу луѓе што знаат многу убави места, не ги кажуваат. Знам луѓе што знаат води кои што лекуваат, не ги кажуваат. Значи, не сме ние такви луѓе, ние делиме се што имаме. Покажуваме се што е убаво. Зборуваме за тоа што е лошо. Не може така да размислуваме, не може со тој став да живеете. Океј, живеете ви, но зошто го наметнувате? А еден од најчестите коментари што ги добив е тоа: не ги покажи местата, не ги покажи. Зошто? Да живеам во страв дека некој ќе ги уништи тие места? Не, јас живеам во надеж дека тие места ќе доживеат светлост на денот, дека ќе се промовираат, дека ќе бидат средени, дека ќе посетуваат туристи од цел свет, дека нашата држава ќе се крене. Ние сме, верували не, најмалку посетена држава во светот. Не, извинете, не во светот, туку во Европа. Најмалце посетена држава во Европа сме. Односно сме втора држава по најмалце посетеност пред нас, а најмалку посетена држава е на Лукашенко државата, која што се води како диктатура. По таа причина луѓето ја избегнуваат. На второ место сме ние. А имаме потенцијал да бидеме меѓу првите 5 земји. Значи, имаме толку убави работи. Што ќе одите, ќе гледате железо во Париз, во најнечистото место на светот. Кај ќе одите, не знам. Затоа што не ги промовираме нашите работи, затоа што луѓето себично ги чуваат, ние дојдовме до ова дереджа да бидеме најмалку посетена држава. Замислете во тоа. И ќе ве карам, значи за карање сте, што е тоа размислување? Дај да испаднеме од таа парноја, дај да се отвориме малце, дај да правиме промоција. Дај да ги истакнуваме нашите убавини,
наместо со тоа што не учат да ги криеме. Значи, нас не наметнуваат да ги криеме нашите работи, а они сите си ги промовираат сите работи. Па видите ној у Босна наму што направи од еден рит обичен и од еден рудник напуштен. Направи светска атракција. Една кугла имаат у Босна, ја посетуваат и јадници луѓе, ние имаме поле со камени кугли, така стои. Да не набројувам, сте гледале моите видеа какви работи ви покажувам и какви работи допрва ќе ви покажам. Какви работи има во Македонија. Значи, ве молам, тој став не ми го наметнувајте мене. Ева го моето мислење дека тие работи треба да се промовираат, треба да се развијат до одреден туристички степен, да можат локалните села, локалната општина да заработува од тие места и на тој начин да се труди повеќе за нив. Ако во некое село некоја таква атракција, енергетска, туристичка, историска, е доволно посетена, самите мештани, ако имаат корист од тоа, ако ги посетуваат луѓе, ако спијат кај нив, ако јадат кај нив, ако купуваат од нивните продавници, самите мештани ќе се грижат за тоа место. Самата локална општина ќе се грижи за тоа место. Значи, тоа е единствениот пат да испаднеме од таа параноја и од таа дупка во која што сме влезени. Значи, најмалце посетена држава во Европа, а истовремено е најстарата држава во Европа, најстариот народ, и исто така по метар квадратен имаме највеќе историја од цел свет. Значи, замислете ги сите тие работи ги имаме и ние сега треба сето тоа да го скриеме, да ги оставиме другите да си ги промовираат нивните работи и да ја жнеат корист од тоа. Не, луѓе. Мора да почнеме да си ги промовираме нашите работи, да не живееме во параноја и да не се плашиме од тие вандали или крадци или било што. Нема ние што да живееме во страв заради тоа што некој би можел нешто да направи. Па секако може нешто да направи. Ако има некој таков ум, ако има некој таква желба, секако може тоа да го направи. Ете, тоа сакав да го адресирам, а за тоа сакав да зборувам, да ви го кажам моето мислење, затоа што преку социјалните мрежи, преку YouTube и преку други работи, луѓето многу лесно си го кажуваат своето мислење без да размислуваат за последици. И јас тоа го сваќам, меѓутоа тоа наметнување веќе е премногу, се граничи со параноја и јас мислам дека нас не чека светла иднина, како туристички, така како народ, дека ќе ја надминеме таа параноја, дека ќе почнеме да ги промовираме, цениме и сакаме нашите места и дека тоа е иднината за нас. Не е за нас иднината да се криеме и да ги криеме нашите места под земја, да ги затрупуваме со земја. Па додека ние ги игнориравме тие места, ги испокрадоа и ги разрушија. Ги прикрија сите трагови што ги има за поврзаност со нашата македонска историја. Значи, нели примотува сите наши стари македонски градови се тргнати настрана затрупани, украдени и разрушени, се што можеше да се пренамени во римско и во грчко и во турско, сетото ни стои. Секако со мали измени го приправија да изгледа дека тука живееле римјани, тука живееле грци и слично. За римјаните сум зборувал често, на оваа територија имало многу малце римјани и они кога дошле, ако дошле тука воопшто, веќе тие сите градови, тие објекти биле изградени. Значи веќе биле на оваа територија. Од секогаш биле и не може да ги идентификуваме како римски, грчки, турски, кога се изградени од нас македонците и се многу постари од нив. Меѓутоа тоа е голема тема, а таа тема ќе оставам да конечно археолозите и тие луѓе кои што ние ги плаќаме огромни пари да се занимаваат со таа тема. Значи они не зимаат пари од Италија, од Грција, зимаат пари од нас. Ако сакаат понатаму да зимаат пари, тогаш ќе ги применуваат тие сите работи во македонски. Време е веќе еднаш тоа да го направиме. Не може да ги оставаме, ние ги плаќаме нив, он ми наоѓа нешто таму, кажува дека е римско.
Зошто? Нашло римска паричка. Па, например, сега користиме евро. Така ли, има многу евра. Ја пред некој време најдов 50 центи евра. 50 пола евро, колку иде тоа. Што значи тоа? Дека тука е Германија? Затоа што паднало некој, така и било, тога се тргувало со секакви пари. Секакви парички можете да најдете. А за надписи е многу лесно, најди старо место, кој што го наоѓа, тој го идентификува какво е. Иако, например, грците вложуваат диаспората огромни пари за менување на светската историја секоја година. Тие собираат пари, имаат фонд со кој што финансираат археолошки истражувања и што ќе најдат го именуваат како грчко. Многу едноставна процедура. А ние имаме наши археолози кои што се платени од нас, наоѓаат нешто и го идентификуваат како римско или како грчко. Замислете го тоа. И ние мора конечно да разбудиме таа свест, да се грижиме за нашите работи и да ги промовираме, луѓе. И да ги промовираме такви какви што се, односно како остатоци од македонската историја. Нашата, затоа што се градени од македонци, ги населувале македонци и се уште живеат во ова колена македонци. Како може да бидат било што освен македонски? Не гледам никаква логика. Затоа тоа е моето размислување на таа тема, да си ги промовираме работите, да не живееме во параноја и да не се плашиме. Тоа е коментарот кој што сакав да го адресирам, како што кажав. Друго што сакам да адресирам е за технологијата. Значи, јас технологијата ја сметам за неутрална. Не знам дали сум зборувал за тоа, веќе имам многу видеа снимано и веќе заборавам за што сум зборувал конкретно. Не знам дали сум адресирал исти за технологијата, меѓутоа во ова видео ќе го искористам овој момент да ја адресирам и технологијата, односно технологијата е неутрална. Технологијата можеме да ја користиме за убави работи. Значи да снимаме природа, да сликаме стари места, да промовираме нешто убаво и така натаму и така натаму. Исто така не треба да живееме во таа параноја и да се плашиме од неа. Треба да ја користиме, односно ние незе да ја дадеме душа на некој начин. И да ја користиме за убави работи. И да, јас користам технологија, меѓутоа сум ограничен затоа што живеам без струја и така натаму, се трудам да користам за наменски работи, за снимање, за пренесување и за слично. И тоа е мојот став и за технологијата. И ве разбирам затоа што се коментира на секакви теми, тоа се социјални медиуми, нели, отворена дебата и луѓето најчесто си ги искажуваат своите стравови наместо своите соништа и желби. И би поттикнала во ова видео да се ги истакнувате своите желби, своите соништа, својата позитивна проекција на иднината. Потонавме, значи, во тие, ги разбирам и тој дел, значи, разбирам се што ми зборувате, меѓутоа треба да проектираме веќе убави работи, да проектираме убава иднина за Македонија и да проектираме убави работи за нас самите. Ете, тоа неколку работи што сакав да ги адресирам. Тоа се тие мои размислувања што ги имам нови теми. Доколку ви имате друго размислување, ајде отворите дебата кај мене, па кажете вие зошто и што би добиеле ако ги криеме тие наши убави работи. Исто така би апелирал уште еднаш да ги промовираме нашите убави работи, историски, природни, културни, било какви. Значи не се плашете, промовирајте, промовирајте, промовирајте. Тоа е мојата порака до вас. Како што кажав, коментирајте слободно. А ние се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви посакувам секое добро и се гледаме.